Здраво дечки, како сте? Јас сум Стефан и добродојавте назад во 12 Days of Челико. Денеска е ден 11 или ден 11, како да викате, се едно. Се приближуваме кон крајот. Но како што можете да видите по насловот на ова видео е смешни случаи додека сме месечареле парт 3 и да не одговлекам многу со најавата за побрзо да почнеме. Не забравете да ставите лайк, доколку се уште не се препратите на мојот YouTube канал, направете го тоа со кликање на subscribe кнопката доле и ајде да почнеме. Првата случка, значи овдека вие ќе ги гледате, а јас ќе ви ги читам. Пред неколку години ги имам собрано сите чаши и филџани и сум ги ставила во кревет, а потоа сум легнала со нив. Не ги искрши? Зошто? Не знам што размислува мозокот додека некој ме сечари као ете чаша. Какво е чувството да си легнеш со чашата? Потоа брат ми како помал сакаше да си измоча во регалот. Се надевам дека си го запрал бидејќи си пришал сакаше, не успеал. Потоа имам качено на кров. Како? Се надевам дека си добро бидејќи ми пишуваш. Сега, дека не си се повредил, но не го прави повеќе тоа, забарикадирај врати, прозори, се додека спиеш. Потоа имам отворено влезната врата ширум. Рај за кратци. Слободно повелете, влезете. Потоа имаме пред неколку денови сум ги собрал сите кебења и сум ги фрлил во подрум. После дома не се враќај. Потоа имам искршено цел сервис филџани, па се најдобар си. Фала ти многу. Што правиме со филџаните? Нема кафе после од што да пиеш. Потоа наредната случка, ова се случило лани за Коледа, сум излегла надвор и сум им викала на коледарите. Си им пеела песната или си им се дерала што барате, спијам. Потоа сум ја скрил батеријата од лаптопот. Сега скоро да не било ова бидејќи онлайн настава, трауми, па чим батеријата не е тука, па нема да се уклучувам во школа. Потоа на почетокот на короната мама купи многу средства за дезинфекција. Епа јас сум ги исипал, изгледа. Затоа не можевме да најдеме, ете мајка ти ги собрала. Ама после, не знам што ти се случило. Цели средства за дезинфекција. Следната случка е сум почнала да правам напитки од шампони. А ја имам правено кој ми е досадно. Зимаш во едно капаче, шампон, течен сапун, малце водичка, мешаш и после тоа истори. Наредната случка, ова се случило пред 2 години, сум ја земала корпата за алишта и сум ја фрлила во каминот. Корпата со се алишта или само корпата за алишта? Бидејќи ако била корпата со се алишта, одма пакувај куферите, бегај. Наредното нешто не е месечарење, туку повеќе зборење во сон, сум почнала да пеам химната. Ова сигурно се случувало лани кога Тамара ја утна химната, па трауми малце да не ја утнеш и ти. Наредната случка, ова било пред 3 години, во спиење сум искршил неколку плочки во WC. Како, со што и зошто? Потоа имам избегано од дома. Се надам дека веќе си се вратил дома. Не го прави тоа повеќе и нека те врза твоите додека спиеш. Наредното нешто, како помала сум го исекла чаршавот и сум си направила фустан. Се надам дека бил некој стар чаршав и на дизајнерка имаме тука. Потоа сум го искршил стаклото на влезната врата. Но добро, ја го имам искршено, ама јас не во спиење. Потоа нешто многу страшно ја бутна велката. Ова чудо да го бутнеш после 3 сати да го накитиш, тоа е голем проблем. Наредната порака, додека сме биле на одмор во Грција, во 3 часот сум ги облекол купачи и сум излегол да се бањам. За среќа ме видела сестра ми и го разбудила татко ми. А зошто сестра ти не те спречила или помала сестра имаш па не можела? Или пак сестра ти сакала да види што ќе се случи. И последната порака, кога бев обседнат со Aero, купував многу стрели за да бидам како него. Една вечер сум ја пукнал мајка ми во око и утрото кога станав ги најдов сите стрели искршени и мајка ми со модро око. Добре што биле само стрелите искршени. Па, тоа е тоа за видео. Се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавате да оставите лайк. Доколку се уште сакате вакви делови, коментирајте доле. И се гледаме утре во 5 часот на мојот YouTube канал со нов видео од Челико. Чао!